Денеска православната црква ги празнува светиот Јован Крстител и светиот маченик Атанаси. Светиот Јован Крстител. Заради тоа што главната улога на светиот Јован се одиграла на денот на Богојавление, црквата од старини денот по Богојавление го посветила во негов спомен. За овој ден уште се поврзува и случајот со раката на претечата. Евангелистот Лука посакал да го пренесе телото на светиот Јован од Севастија, каде што големиот пророк бил исечен од Ирода, во Антиохија, во своето родно место, но успеал да добие и да пренесе само една рака која се чувала во Антиохија до 10 век, па потоа била пренесена во Цариград, откаде што исчезнала за време на турците. Светиот Јован се прославува неколку пати во годината, но најмногу славеници има овој ден, 7 јануари. Меѓу евангелските личности кои го следат Спасителот, личноста Јованова зазема посебно место, како според начинот на своето доаѓање во светот, така и според начинот на животот во светот и според улогата на крштевањето на луѓето за покаяние и крштевањето на Месијата, како и најпосле трагичното заминување од овој свет. Тој бил со таква морална чистота, што навистина можел да се нарече ангел, како што и го нарекува Светото Писмо, отколку како смртен човек. Од сите останати пророци, светиот Јован се разликува посебно со тоа што тој ја имал таа среќа со рака да му го покаже на светот оној за кого пророкувал. Се раскажува за раката на светиот Јован дека секоја година на денот на светителот архиереј ја изнесува пред народот. Понекогаш таа рака се појавила расширена, а понекогаш згрчена. Во првиот случај означувала родна и богата година, а во вториот неродна и гладна. Во Јордане кршајушося Тебе, Господи, Троическое јавися поклонение, Родителе благослови детство ваше Тебе, возлюбленого Тя Сина именуя, и Дух во виде голубине, извество ваше словесе утверждение. Являйся, Христе Боже, и мир просешей, слава Тебе. Во Јордане кршајушося Тебе, Господи, Троическое јавися поклонение, Родителе благослови детство ваше Тебе, возлюбленого Тя Сина именуя,
se utveždenije, javljajся Hriste Bože, i mir prosješej, slava Tebje. Vi во Христа što se krstihte, vo Hrista se oblekovte. Светиот маченик Атанасий. Овој Христов маченик бил прост и сиромав човек, но богат со вера и мудар со Духот Божји. Еднаш, не сакајки почнал расправија за верата со некој турчин. Турчинот бил образован и веш на зборот, но Атанасий се трудел со сите сили да ја истакне и да ја потврди вистината и предноста на христијанската вера над мухамеданската. Потоа се разотишле. Вториот ден Атанасий бил повикан на суд. Турчинот стоел пред судијата како тужител. Кога судијата го повикал Атанасија да се одрече од верата Христова и да се потурчи, како можем тоа да го изјавил пред својот сопатник предходниот ден, Атанасий извикал: побрзо ке примам или ја дапати смрт, отколку да се одречам од верата Христова. Затоа тој бил осуден на смрт, му била отсечена главата во 1700 година во Смирна. Неговото тело било погребано во црквата Света Параскева во истиот град. Достойно ест Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и прене